Добро вечер, почитувани, добре дојдовте во уште една емисија за или против. Оваа недела на жените, ќе ја заокружиме токму со една женска, ќе ја наречам слободно, дебата. Вечерашни мои гости се професорката, универзитетската професорка и поранешна пратеничка Фросина Ременски. Добро вечер и добре дојдовте во отворената програма на телевизија Алфа за или против емисија. За прв пат во ова издание и во оваа емисија сте гостувале претходно во телевизија Така, благодарам на поканата и секако честитки за емисијата. Ви благодарам и од мојата десна страна, пратеничката од ВМРО ДПМН во сегашниот парламентарен состав во Собранието, Дафина Стојановска. Добро вечер и добре дојдовте и вие за прв пат во за или против. Точно, благодарам за поканата, добро вечер. Ке зборуваме секако за позицијата на жената во општеството, поведени од оваа недела, ајде да наречеме така, по повод 8 март, денот на жената. Заклучивме сите дека не е доволен еден ден за да се оддаде почит кон она што значи жената во општеството и во битисувањето и функционирањето во државата. Ке ми се надоврзат прашањата, некако така ќе водиме оваа дебата, ќе ги спомнуваме жените во општеството и се она што се случува. Јас би започнала со извештајот на Freedom House, имено со 68 од можни 100 поени на ранг листата на организацијата Freedom House. Македонија и натаму се смета за делумно слободна држава. Најновиот извештај, насловен Слобода во светот 2023 година, бележи подобрување во земјата, односно во Македонија, за само 1 поен во споредба со лани. Македонија има 29 од можни 40 поени во делот на политичките права и 39 од 60 во делот на граѓанските слободи. И натаму, ќе кажам затоа што истото се пренесува од лани, најмногу потфрламе во заштита од корупција, владината транспарентност, слобода на работничко и синдикално организирање, независност на судството, фер процеси во граѓанското и кривичното право, еднаков третман на граѓаните пред законот, како и индивидуалните и социјалните права. Практично можеме да заклучиме дека ова е се она што на граѓаните им е неопходно за квалитетен живот. Оваа влада ветуваше 0% корупција, ама тоа на терен не баш дека го гледаме и го чувствуваме. Имено евроамбасадорот Гир има силни забелешки, ги кажа вчера во владата за корупцијата во државата. Тој порача дека е потребна промена на системот. Ве прашувам и двете, што треба да се промени во државата во однос на корупцијата? Па еве, вие го спомнавте извештајот последен од Freedom House. Јас би спомнала уште неколку кои што воопшто не се ни земаат во предвид при овие јавни анализи и кои што соодветствуваат делумно околу референциите кои што ги добиваме во различни области. Па земете го и самиот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија. Ќе видите дека ние постојано каскаме во одредени делови и одредени поглавија кои што се, како што си самите заклучивте, најважни за она што значи битисување на граѓаните во општествениот поредок и во институционалната комуникација. Овие меѓународни организации кои што се занимаваат со следење на овие појави, би кажала, даваат одредени вреднувања, имаат постојани индекси преку кои што и индикатори преку кои што ги мераат овие резултати и секако тоа не е една обична анкета од која што се добива одреден податок и одреден впечаток, туку се буквално индикатори кои што бележат статистички движења, број на пријави, број на поплаки, број на представки и сето она, да кажеме, не само што е јавно нотирано, туку и она што не е јавно нотирано и не се знае. Ние, знаете, многу често знаеме да кажеме дека за јавноста е видливо тоа што медиумите ќе го информираат како информација, но има бројни информации кои што се буквално во институционалната затвореност скриени, не се познати, не добиваат јавност, нема гласност, а сите тие реферираат и референцираат на овие би кажала стагнирачки податоци и бројки, кои што верувам не само оваа влада, не и претходната, туку и некоја идна би имало проблем на краток рок да ги подобрат како референци и затоа е тој 1%.
Ако го мерите во споредба со минатата година, ќе видите дека скоро или предминатата, ќе видите дека тие проценти се многу мали во споредба со тоа што е очекуваното. И овие квалификации, делумно слободна и така натаму, реферираат на повеќе сфери, како што и самите кажавте, делот на граѓанските права, делот на социјалните права, високата стапка на корупција која што за жал ние не ја препознаваме само во она што е за народот познато примање или давање на мито. Меѓутоа не ја препознаваме во оној стопанско-економски дел кој што во кривичниот законник се наброени повеќе од 28 кривични дела кои што влегуваат во корупција, не се препознаени како коруптивни дела, и во делот на лажни стечаи, и во делот на давање на поволност, монополска позиција на трговски друштва, јавните набавки и сето она што може на некој начин да повласти некого во дадена постапка, за да може да има некаков профит или бенефит од тоа. И не само Freedom House, не само амбасадорот Гир, кој што одблиску ја следи работата на институциите во државава по однос на нашето пристапување и чекорење на патот кон Европската Унија, туку и целокупниот, да кажеме, сојузнички корпус на држави кои што ни ја дава таа поддршка на овој евроатлански пат, не само во декларација и во реторика, туку и во една сериозна финансиска помош преку проектите, велат дека Западен Балкан генерално, регионално представува една сериозна сива зона на коруптивни чинители кои што не дозволуваат помакнување од одредена мртва точка на некои процеси кои што би значеле сериозно запирање на тој пат на деградација на општествениот поредок. И сега за одговорот на моето прашање, односно што треба да промениме? Па знаете, на што да се стави акцент, на што нотира амбасадорот Гир? Амбасадорот Гир спомна систем. Така, систем, да. Систем. Ни треба нов систем, нели? Знаете, како да го направиме, како да дојдеме до тој систем? Спомена, владата ветуваше дека ќе работи на корупцијата, но од сите извештаи тоа не баш изгледа така, а и некако дневниве настани покажуваат дека се повеќе и повеќе корупцијата е навлезена. Ние имаме бројни колеги и од мојот факултет кај што работам и секако од другите факултети кои што се занимаваат со научно-истражувачка дејност и дефинираат одредени поими кои што не се познати за јавноста, меѓутоа на нашиот факултет се изучуваат предмети во кои што имаме дефиниции и за системска корупција и за институционализирана корупција. Што значи дека не е толку едноставно да се дефинира што во системот, ако се мисли на легислатива, на пракса, не е доволно или не е доволно да се направи, туку зборуваме за едно коренито реформирање на менталитетот и секако параметри преку кои што на вистина ќе се мери тој интегративен дел и во рамки на самите институции, меѓутоа и кога ќе преовлада јавната свест дека за да се добие одредена услуга не треба на сите полесно да име да се јават на некого за да убрзаат одредена процедура или постапка, туку дека треба на вистина тоа да почне од првиот чекор, а тоа е да сите заедно се обидеме тоа да го направиме како луѓе невозможно да биде некој доведен во ситуација да му биде побарано мито или пак да биде ставен на листата на протекционизам, клиентелизам, за да може да заврши некаква работа во институцијата. Ви благодарам, пратеничке. Вашиот став околу корупцијата, околу начинот на кој што државата се справува со корупција? Да, многу пати имам говорено на оваа тема и впрочем мислам дека нема тема или точка во парламентот, било на пленарна седница или на комисиска седница, каде што не можеме да се надоврземе и да ја споменеме темата корупција, бидејќи е општо присутна во нашиот систем. Еве, интересно ме потсетивте, се сеќавам 2019 мислам беше кога излезе оној скандалот за прислушкување на телефонски разговори во јавното обвинителство, па кога министерот за внатрешни работи тогаш и денес актуелен кажа дека системот не ни функционира. Се ако системот како термин е нешто
абстрактно, не е некој предмет што можеме да го опфатиме, да го видиме, ама системот го сочинуваат луѓето кои што ни ја водат државата. И сега може да се повикуваат дека 11 години во време на владење на ВМРО ДПМН ништо не се превзело, но тоа не значи дека треба да им биде изговор. Зарем 6 години се малку за да тие докажеа или покажеа со еден чекор. Јас не велам дека справувањето со долгогодишна корупција може да се случи преку една година, две, но ние не видовме дека тие имаат таков мотив. Напротив, тие се здружија со корупцијата и да не кажам дека се едни од главните улоги во креирањето на коруптивниот систем во државата. И затоа нас можеби не ни треба извештајот на Freedom House или еве вчера во собранието започна расправата по однос на извештајот на Европската комисија за 2022 година. Ние секојдневно ги гледаме нашите сограѓани, нема насмеани лица, нема луѓе кои што се задоволни кога излегуваат од некоја државна институција или здравствена институција. Јавното здравство ни е колабирано. Имаме страшна недоверба во институциите. Сето тоа се таложи. Значи 6 години мислам дека беа доволен период барем да се започне да ни се покаже дека навистина се подготвени. Ние не видовме нигде во ниту една институција без разлика, значи не видовме дека нешто на ова поле се работи, затоа сме тука кај што сме, затоа немаме ни странски директни инвестиции, затоа што како што напомена и мојата бивша колешка Ременски, значи заглавуваат сите и домашните и странските инвеститори заглавуваат во нашите коруптирани лавиринти, во бирократијата. Значи како вели народот, во едно министерство да влезеш треба од портирот па се до министерот некого да подкупиш, еве да речам да замолиш за да завршиш една работа која што законски ти следува, за која што ги имаш исполнето сите услови, но без врска, без некој линк, кај нас многу тешко се успева. И затоа сме дотука до кај што сме и мислам дека овие работи треба ние самите да си ги средиме. Не треба тука никакво условување од Европска комисија, Европска унија или слично. Ако самите не започнеме овој процес кој што можеби би рекла, ако се започне, треба да се започне од образованието, од стартот. Значи, нас не треба една цела генерација, 20-25 години, но да се започне, да сме подготвени и ова да не се промени кога утре би се променила власта. Ако ние имаме јасни цели, ако сите велиме дека патиме од корупција, значи треба да се зафатиме од нешто. Јас би додала нешто во контекст на ова што го зборува Дафина. Знаете, во бројните истражувања што ги правиме, не овие што ги прават рейтинг агенциите по однос на некои целни и фокусирани истражувања, зборувам за овие научно фундираните истражувања, на релевантни примероци, случајно избрани и не генерализирани до екстрема резултати. На прашањето дали ви било побарано мито за да завршите одредена работа во институциите, има секогаш висок процент на одговори дека тоа е така. Меѓутоа, на прашањето дали би пријавиле вие, доколку вие понудите награда за завршена работа, никој не одговара позитивно. И на прашањето зошто не би пријавиле понудување на мито, бидејќи митото или корупцијата во буквална смисла на зборот сватена, ако не ги броиме сите останати коруптивни кривични дела, што ги спомнав на почетокот 28, се вели примање и давање. Значи и тој што дава и тој што прима треба да биде одговорен за истото дејствие. Меѓутоа, кај нас отсуствува, затоа реков треба и менталитетот кај луѓето да се менува. Треба да биде присутно и осудата и за давањето, не само за примањето. И зошто на одговорот зошто не се пријавуваат давањата на мито, доаѓаме на одговорот за менталитетот. Затоа што тој свесно знае дека нема да може да ја заврши работата или не сака да се лиши од поволноста. А може би нема друг начин, ме разбирате, ако не знам, еве имаме мито на пример во здравствените институции, во болници, доктори и така натаму. Ако тоа е единствениот начин за да стигнат да добијат терапија, што сме го виделе тоа неколку пати, верувам дека луѓето единствено тоа им останува како избор и ништо повеќе. Знаете, вие ме прекинавте во делот на заклучокот на прашањето, ако не пријавувате, зошто не пријавувате? Најчесто одговараат дека доколку пријават, стравуваат дека ќе им се земе за зло
нема да ја завршат работата или ќе ја завршат на штета, дури и доколку не понудиле нешто да одело во редовна постапка да било решено во нивна полза. Ние денеска на факултет имавме едно убаво презентирање на едно истражување, особено за пеналните услови или условите во затворите. И таму има фрапантни податоци токму за таа затворена, институционализирана затворска корупција, во која што тие што имаат, даваат за одредени права, што им следуваат, не за нешто што не им следува, и одредени поволности, меѓутоа не сакаат да пријават дека тоа го прават, па дури и по извршувањето на казна затвор, кога нема никакви можни реперкусии, да имаат затоа што стравуваат дека доколку се во затворски услови би можеле да трпат некакви насилни действија и секако да им биде вратено спротивно на она што го очекуваат. Така што, знаете, клетката на коруптивно однесување или она што ние знаеме да ја наречеме, ние се занимаваме со ситната корупција, ние не се занимаваме со крупната. Крупната корупција е институционализирана и затоа нема таков механизам што би покренал некакви такви сериозни, огромни случаи, но да почнеме прво сами од себе како граѓани. Ако имаме недостаток на градинки, ако запишувањето во градинка ви зависи од тоа дали ќе бидете први или втори на листата и дали имате некој познат да фатите врска за да го запишете детето, како право и обврска на државата да се грижи за децата во предучилишно образование, или ако ви се допаѓа некое основно или средно училиште во општина во кое што вие реонски не сте поставени со живеалиште, а сакате вашето дете да учи во тоа училиште, надвор од сите правила, пријатели, вртење телефони, комуникации, значи во сите сегменти буквално ние треба како заедница, не зборувам индивидуално, не делам никого по никаква основа, треба навистина да почнеме да размислуваме, да тргнеме од нашите секојдневни постапки за да можеме да делуваме од мало како голема заедница кон она што е многу посериозно, а каде што не може еден или двајца да ја завршат работата со притисок. Факт е дека граѓаните имаат сомнеж во целиот систем во однос на сите сфери во кои што се движи и функционира оваа држава. Сакам да споменеме малку околу изградбата на коридорите 8 и 10. Имено, владата не гледа проблем во тоа како еден од собствениците на фирмата Евроконсалтинг, кој ќе врши надзор на изградбата, тоа е човекот Бранислав Димитриевиќ, за кој медиумите на големо пишуваат дека не знаме, заплеткан во некаков криминал, дури и ерменското обвинителство има отворено и постапка за него и така натаму и така натаму. Вчера вице-премиерот Артан Груби на овие сите прашања од новинарите, сите сомнежи отворени и се, не сакаше нешто конкретно да одговори, дури и се расправаше со новинарите. Некако како да не му се допадна прашањата, но вели и тврди дека целата постапка на овој проект била законска. Зошто таква нервоза тогаш? Зошто на тој начин е сведена комуникацијата меѓу медиумите кои што имаат право да прашаат токму поради сомнежи кои што се отворени не само кај нас, нашите медиуми пренесуваат и од странските медиуми тоа што се случува во однос со овој човек поврзан, а кој што ќе биде поврзан со надзорот на изградбата на коридорите 8 и 10. Знаете како да се работеше за некоја друга тема? Значи, воопшто, овој лик, според моите критериуми, не заслужил апсолутно никакво внимание. Но кога гледате дека еден ваков лик со една ваква битна позиција во извршната власт се однесува вака, така, се однесува вака еве и кон медиумите и кон целата држава, кон сите граѓани, тоа е навистина за секаква осуда. Многу ми е симптоматично, например, што државата би рекла можеби цели 2 месеци беше закочена, ставена на пауза, нели, за да се зголеми, да се зајакне мнозинството во парламентот. Видовме дека тоа не се случи, но факт е дека цели 2 месеци ние бевме после изгласувањето на буџетот за 2023 година буквално ставени на пауза. Ништо не функционираш. И сега само што помина
реконструкцијата на владата и таа помина со 64 и 65 гласа. Значи не станува збор за никакво зајакнување на ова мнозинство. Првиот чекор што се прави од страна на овој лик и тоа така триумфално, тој што се фали со овие вести. Значи првиот чекор е Бехтелинка, вториот е, сега ќе го видиме, се крчка законот за игри на среќа. Овој лик не е тој кој што треба да каже дека не постои никаков сомнеж за криминал и корупција. Тој е министер за политички системи. Имено е антикорупцијска кажа дека ќе го разгледа и отвори значи, случај неговата ароганција, неговото Овој однесување класично го става во сенка премиерот на владата. Јас навистина не знам таму што се случува, но повеќе од очигледно е дека има некој интерес. Значи не може да се случи фирма која што немала лиценца, откако е објавен огласот за надзор, да се стекне со лиценца и овој лик на сите нас да ни се смее во лице и да ни вели дека не. Прво тој не е тој што треба. Не уверува сите дека поставката е тоа е неговата ароганција и убеденост дека тие се можат. И како сега дека нема информација, ако на претходната тема говоревме за вистинските секојдневни маки на нашите сограѓани. Значи, кога некој буквално не може дете да запише во градинка, не може на мој термин да си го добие закажаниот преглед, и сега ние да го убедиме тој да дигне глас, да се обрати до институција. До која институција да се обрати кога ликот од овој профил на овој начин се однесува. Не е тој кој што треба нас да не убедува дали има место за корупција или криминал. Не, во оваа држава постојат институции кои што треба да реагираат. Ама за жал се е инсталирано во сите институции и затоа овој лик е така убедителен, така арогантен, така потценувачки кон сите. И каде ќе има доверба во институции и како народот на ниво суштина им одговара овој очај кај народот. Значи да не може да дигне глава и да ми кажуваат секојдневно мои сограѓани да ми велат одлична е битката ваша, се е супер, ама се е џабе. Тоа е резултат на ова нивно однесување. Немаат луѓето верба дека од овде може да се излезе. А може да се излезе. Не може пат кој што се изодил да не може да се вратиш назад ако цврсто направиш една стратегија и цврсто, јас не велам дека тимот треба да се смени. Еве нека бидат власт до крајот на мандатот, но треба да го сменат начинот на кој што функционираат. Не може вака. Народот ни е оставен без леп, без пари за леп, пари за струја, пари за лекови, тие овдека бројат профити, бројат проценти и не убедуваат дека ништо не е сомнително. И тоа така со некоја арогантна насмевка на вистина да не се работеше на оваа тема, испод чест ми е да коментирам еден ваков лик кој што е до тука стигнат благодарение токму на ваквите коруптивни случувања во нашата држава, за сега од таа висина да не гледа нас толку ниско. А сето тоа што го прави, што го приредува, што го организира, сето тоа е на грбот, на джебот на граѓаните на Република Македонија. Добро, факт е дека коридорите 8 и 10 е еден голем инфраструктурен Точно. проект кој што треба да Тоа се е заврши факт. во државава, но дали се во ова фрла сомнеш на начинот на кој што ќе се заврши сето тоа ако се заврши, нели? Јас ќе се вратам малку назад во делот на односот кон медиумите и кон новинарите. Не е прв пат, не е последен пат да има несоодветен однос, особено реакција по одредени поставени прашања. Еве сега да не биде дека вашата телевизија била само во таква ситуација. Јас сум била носител на јавна функција и во првиот момент кога ќе сум имала прашање кое што можеби не ми се допаѓало во моментот, можеби и јас сум размислувала да одговорам на начин кој што не е соодветен, но и професионално секако и стручно ја ценам новинарската работа, бидејќи ја сметам блиска на истражувачката и она што ми е моја примарна професија, и сметам дека нема незгодни прашања. Нема незгодни прашања, особено за носители на јавни функции. И особено кога треба да се даде отчет за нешто што е издвојување од буџетот на државата. Сега јас не сум од парите упатена на народот, во буквално детали джебот на граѓаните. за целокупната конзорциумска поставеност на изведувачите, бидејќи ги видов таму и амбасадорите на државите од кои што доаѓаат лицата, правните лица кои што ќе се изведувачи на овие инфраструктурни зафати. Меѓутоа, од она што можам да го заклучам и од информациите достапни до јавноста, е дека 1,3 милиарди евра ќе бидат издвоени
од нашиот буџет. Тоа е значително различно од некаков фонд или инвестиција која што ние ја повлекуваме од некои странски фондови и само учествуваме во дел од финансирањето. А тука се вклучува и надзорот кој што најчесто треба да ги контролира квалитетот и начинот на извршени работи. И тука е дополнителна потребата за отчет и транспарентност во тоа кој, зошто и како. Ништо што го забележа и Freedom House дека не ни оди баш најдобри во транспарентноста на владата. Јас ми влезе во уво дебатата околу овој проект по однос на Бранислав Димитриевиќ, бидејќи го анализира ферменскиот случај и вмешаноста на некои од нашите дипломати во тој турбулентен период кој бил слепиот патник, каде слетал авионот, имало ли контрола, немало ли контрола, и тоа така остана некако во завиена форма и можеби е лошо што кривичната пријава која што ја поднесе еден од дипломатите Миленковски се уште е во некој обвинителски лавиринт, бидејќи можеби тој ќе одговореше, ќе имаше од тој случај некаков одговор за некаква можна поврзаност, а особено барањата и секако минатите искуства на Димитриевиќ, бидејќи јас тоа што го гледав во друштво на познати политичари македонски. Така. Не би го коментирала тоа во овој дел, особено затоа што ние имаме многу инфраструктурни проекти кои што буквално ни се на работна реализација, а каскаме. Еве, например, јас ќе го спомнам, сега гравитирам на тоа подрачје Малешевијата, пијанечкиот дел, и гледам колку е важен, например, граничниот премин Клепало, кој што нели беше и во фокусот на билатералните односи со Бугарија и зближување на народите зад границите. Меѓутоа, од наша страна голем дел е реализиран, од бугарска страна скоро и да не е реализиран, а од друга страна пак и тоа што е реализирано од наша страна на забот на времето оставено е толку руинирано и толку, како да ви кажам, запуштено, што јас воопшто не верувам во никаква политичка реторика од двете страни дека навистина има политичка волја тоа да се направи. Бев предводник на една собраниска делегација 2018 година во Народното собрание во Бугарија, каде што имав средба со директорот на дирекцијата за инфраструктура, како наше на транспорт и врски, некако синонимно. И тогаш навистина постоеше некаква спремност за инвестиции до границата, па се влезе во реновирање на патната мрежа Крива Паланка Деве Баир. Меѓутоа, јас бев средношколец, а потоа и студент, кога го гледав тој коридор како се гради и уште го гледам како се гради, така што посакувам заради интерес од движењето, размената на стоки, брзината на движење на територија на државата, што не е оддалечена и може да го забрза движењето, да се реализира. Да одиме и на други теми, затоа што ќе не гази времето. Имаме многу и за Бугарија да зборуваме, за уставни измени и сето тоа. Сакам да го прокоментираме видеото кое што еве веќе колку 4 дена некако ја дрибла македонскава јавност. Токму за човекот за кој што не сакавте да зборувате, меѓутоа имаше и tekako голем не знам, ефект во јавноста сето тоа, не знам каков ефект ќе ми кажете вие, затоа што некако се приметува, се гледа дека владата и tekako работи на пиар стратегијата, дали добро или не, ќе ми кажете вие, меѓутоа во време кога имаме убиства на улици, огромна инфлација, тежок живот на граѓаните и се, ние се занимаваме 4 дена со Артан Груби и неговиот тим, како играат фудбал на мали голчиња во неговата канцеларија или фрлаат, не знам, кош, баскет и така натаму. Дали сметате дека, односно, што е поентата, зошто ваква пиар стратегија сега, кога реално ни се случуваат многу сериозни работи
со кои што е соочена државата. Јас само да ја надополнам Фросина во делот кај што заврши, дека покрај тоа што години, децении прошли од што патиме од нереализирани проекти, туку има проекти кои што биле договорени врз основа на договор со заем од Светска банка, не знам каква банка, туку плаќаме и казнени поени сега ние заради доцнење нереализација и слично. И сега во однос на оваа тема јас се мислев дали да објавам некој статус на социјалните мрежи, но сепак го објавив и ако го проверите има жестоки критики. Знаете како? Овие луѓе можат ова истово да го прават и без за тоа да ја замараат јавноста. И мислам дека тие тоа и во суштина и го прават. Буквално си играат топка со народот, но овој пиар кој што го прават токму во ова време, кога вчера дента имавме убиство како од трилер, американски филм, сакаат да испратат некоја силна порака, дека никој ништо не им може, да го заплашат народот, дека тие се клучниот фактор во државава, но наидоа на силни критики и мислам дека главната цел покрај тоа што мислат дека испрачаат порака, се зависи, можеби некој да е уплашен. Јас испрачам порака дека на ваквите ликови треба да им дојде крајот. И мислам дека оваа сила ја покажува токму затоа што се во коалиција со СДСМ, каде што премиерот е буквално безгласна буква и не видовме дека тој некако го осуди ова, апсолутно тој нема право на тоа и прават дефокус. Дефокус од нивната неспособност, а тоа што мислат дека испрачаат порака дека народот треба да им се плаши, дека тие се најмоćните, мислам дека уште кратко време ќе трае. Свесни се на тоа и затоа гледаат да го искористат уште ова малку време што им останува со Димитар Ковачевски како марионета од премиер да го доискористат, како што кажав, само што се изгласа реконструкцијата на владата, тие видовме каде предоа, нели под наслов дека ова е најкрупниот проект, најбитниот, се согласувам дека е најбитен, патната инфраструктура ни е болна тема, но многу побитно прашање е колку и кој ќе го земе профитот, процентот кој што никогаш нема да биде напишан на документ, затоа што ја те гледаме кој ќе го врши надзорот и нивното однесување. пред да одиме на реклами, само кусо, професорке, дали се согласувате дека е класичен дефокус на јавноста? Сакам да споменам, само да не заборавиме, дека и за премиерот Димитар Ковачевски има и такако добар пиар. Например, 26.000 евра се потрошени за само 100 дена за објавување видеа на социјални мрежи, на Facebook, на Instagram и така натаму. Знаете, политичкиот маркетинг опфаќа еден сериозен влог во пиар алатки, пропагандни алатки, кои што имаат за цел емоционално да влијат кај одредена популација, кај некој во позитивна, кај некој во негативна смисла. И токму тие алатки се во оној систем на пропагандна машинерија која што треба да фаворизира. Невербалната комуникација исто така влегува во тој дел. Не е само пораката што ќе биде упатена, туку и без порака можете да пратите порака. Знаете, ние не сме... Ќе ве прекинам за видеото во кое што играат фудбал, сакале да упатат порака дека ете биле обединети, претпоставувам после случувањето. Добро, тимската работа, некако огнените. тимот Владин е поширок, не е само тој тим што го видовме во фудбал и можеме да го видиме, да кажеме, на стадионот во Чаир или на било каде. Како и да е, значи, и за таа пропаганда треба публика. Од ова дистанца гледано, една е публиката за критика, друга е публиката за пофалба или за читање на некои можеби други скриени пораки, но факт е дека можеше да биде игнорирано, а можеше секако да подлежи на еден друг вид на аргументација која што ќе приличеше на, да кажеме, на земја која што не е сигурно финска и не е сигурно шведска. Да, ви благодарам, почитувани, останете и натаму за или против, се враќаме со дебатата веднаш по рекламите. Почитувани, добре дојдовте назад. За или против, вечерва со мене, моите соговорнички, Фросина Ременски, професорката и пратеничката Дафина Стојановска.
Застанавме кај она што се случуваше во однос на видеото, популизмот и така натаму со Артан Груби, и дали беше баш тогаш моментот кога требаше да се објави. Зошто тоа го кажувам? Затоа што само еден ден претходно се случи едно буквално убиство како од, не знам, сценарио од мафијашки филм, и тоа во сред центар на градот, и тоа во време кога, нели, граѓаните се шетаат, излезени се или, не знам, битисуваат по главниот град. Прашањето ми е, видовме ние изминатиот период, не е ова прв пат вакви убиства, па тоа, нели, пред години и години се случува. Никогаш не видовме разрешница на ниту едно од овој тип на убиства, каде што се вмешани луѓе од подземјето, луѓе кои што се борат за превласт ваljda во тие подземни кругови. Прашањето ми е, ќе видиме ли конечно разрешница на овој случај? Јас не мислам дека овој случај е најважниот од сите претходни останати, но има еден заеднички именител, а тоа е недозволената трговија со дрога. Знаете, некако сите во завиена форма ги кажуваат работите. Јас пред некој ден многу експлицитно ги коментирав дека јавна тајна е дека во држава, во градот Скопје постојат криминални подземни групи кои што се занимаваат со недозволена трговија со дрога, оружје и други, да кажеме, криминални действија кои што се поврзани со овие недозволени трговии, и дека тие структури функционирале буквално во секое време на владење, независно која власт е на власт. Ако ги вратите назад сите случувања, ќе видите дека тие структури и нивни представници биле вклучени во убиства, во многу други дејанија и во време кога ВМРО ДПМН бил на власт и сега кога Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ се на власт. Но ова би кажала, овој настан и сите претходни имаат тој заеднички именител, а тоа е дека наоѓаат упориште и поддршка во рамки на институциите кои што на еден или на друг начин, повторно заради некаков интерес, сигурно не добар, се наоѓаат во некаква позиција на одложено интервенирање, во некоја позиција на подзаборавање, на одредена позиција на неитност и секако што би значило еден вид на заштита или оставање на случаите на забот на времето да се заборават, за да нема секако интерес да се дознае повеќе. Но професорке, факт е дека тие се лица познати на полицијата. Јас не зборам дека не се познати. Зошто до сега не се срушил тој бастион? Не знам, зошто се оставаат вака работите? Јас не зборам дека тие лица не се познати за полицијата и за безбедносно-разузнавачката заедница. Напротив, јас мислам дека не само што се познати, туку во одредени временски периоди и биле во некаква функција на нешто што било некаква полициска акција или нешто поврзано со работа или комбинирање на безбедносно-разузнавачката заедница, и можеби и заради тоа добиле некаква силина дека еве никој ништо не им може. Но она што мене ме загрижува, значи овој случај не е ниту прв, како што кажавме, верувам нема да биде и последен, знаејќи го модус операндито како функционираат овие би кажала, подземни криминални структури, затоа што овдека имате ситуација на интервенција од страна на, или нарачано, би кажала нарачано, убиство од припадници кои што располагаат со сериозни вештини. Значи, ова не го извршува некој наивен, кој што нема познавање од ракување со оружје. Со целиот случај, со фантомки влизени, конкретно знаат дека таму се тие двајца по кои што се дојдени во тој локал, имало и други луѓе, имало и претходно влегување со фантомки и напади, насилство, меѓутоа имало и колатерални штети. Овдека гледаме дека има убиени двајца кои што се добро таргетирани, и мислам дека и полицијата и другите безбедносни служби те како ќе имаат сериозен случај за анализа,
затоа што дел од тие луѓе, да кажеме, не само што гравитирале во тој дел на градот каде што биле убиени, туку гравитирале и во други места. Значи, слушнавме дека еден од ликовите бил цел и во нападот кој што ја го крена на нозе Скопје и полицијата во Александар Палас, но јас не би исклучила движење нивно и во еден од хотелите на Плоштад. Така што, знаете, овдека не станува збор за само за криминалните структури, туку се поставува прашањето кој има интерес и корист од делување на вакви криминални структури, и тоа треба нас да не загрижи, затоа што кога зборуваме за интервенирање реактивно, ова е тоа што го гледаме, реактивно, кога полицијата настапува кога нешто ќе се случи. Но нас ни треба проактивно постапување на полицијата, тоа е да превенираме вакви случаи да нема и да се неутрализираат и секако ловат припадниците на овие групи кои што не само што ја загрозуваат безбедноста генерално во вакви ситуации на граѓаните во нивното опкружување, туку ја рушат и нашата младина преку дилерството на дрога. Да, и мојот коментар би бил во слична насока. И ако Фросина кажа дека мисли дека ова нема да биде последен случај, јас ќе кажам дека се плашам не само што нема да биде последен, туку ваквите случаи ќе зачестат и можеби и со поголем број на жртви или загрозување на безбедноста на поголем број на невини лица. Дури вчера во гостувањето оној ликот кој што го говоревме пред малку, повторно така арогантно, но пак испрати една порака, па кога новинарката му кажа дека во строгиот центар на Скопје се случило убиството, речи си насред старата чаршија, тој онака странично вели не поблиску до црквата Свети Димитрија отколку до Стара чаршија, што нималку не мислам дека е наивно, сакајќи да порача дека цела територија е загрозена, но исто така би се согласила, дури можам слободно да кажам дека се повеќе меѓу граѓаните, меѓу младите се зборува дека е јавна тајна за вмешаноста да ние ваков криминал, ваква трговија со дрога да ни се случува, дека мора да има вмешаности и помеѓу вработените во структурите на Министерството за внатрешни работи. Се таа вмешаност до каде е стигната, од кога е започната, дали некој ја затекнал, сакал да ја пресече или влегол во тој лавиринт, па сега не може да излезе, знаете како овдека се работи за сериозни суми на пари, не само што е криминалот голем, но знаеме колку чинат овие субстанции и луѓето кои што некој ги навикнал да им врви бизнисот, нив не им е битно дали некој ќе се смени што предходно им ветил дека ќе им тече бизнисот, па сега дошол нов. Нив им е битно бизнисот, односно криминалот со дрога да им тече, без разлика која. И затоа прогнозирам, се плашам дека овие работи се повеќе ќе ни станат секојдневие, а не гледам дека некој ќе се заземе да ги разрешува, затоа што сериозно јас мислам, се повикувам на јавното мислење на граѓаните дека тука има сериозна вмешаност и на институциите кои што овие случаи треба да ги разрешуваат, а не да бидат вмешани во истите. Ние сме, како да кажам, јавни сведоци има училишта каде што се дила дрога. И ќе дополнам нешто. Кој тоа го контролира? Значи мора тука да има некоја институција која што молчи, кои што си се поврзани меѓусебно, значи нас младината ни страда. Ова е тотално пореметување на системот. Ако не се најде личност, гарнитура која што на ова ќе му се попречи, јас не гледам дека од овде може да се излезе. Ќе дополнам нешто во контекст на ова колку сме загрижени, апропо ова генерална слика што ја дадовте на почетокот преку извештајот на Freedom House или она што е, да кажеме, американската стратегија за Западен Балкан, која што е примарно антикорупцијска. Понеделникот излезе информација дека специјализираната полициска организација за борба против дрога, американската ДЕА, отвара канцеларија во Тирана, во Албанија. Зошто е тоа така? Знаете, за профили од овој калибар и сигурно многу поголеми, трага цел свет.
трага цел свет и се бори и директно и индиректно од ликовите и нивните дејанија преку мрежите и преку трасите да не дојдат на нивна територија. И замислете сега ако американската ДЕА формира и оформува канцеларија во Албанија, тоа е регионална порака по однос на недозволената трговија со дрога и тоа укажува дека ние сакале не сакале ќе бидеме дел од пошироки полициски меѓународни полициски операции кои што можеби и нема да ги вклучуваат нашите институции во расчистување на овие криминални мрежи кои што се итекако во подем. Кога зборуваме за дрогите, знаете, и на Полициската академија и на Факултетот за безбедност има многу предмети поврзани со трговија, откривање, трговија со природни и синтетички дроги, модус операнди системот на трговија, сузбивањето, откривањето и така натаму и така натаму. И има едно непишано правило, тоа верувам и во полицијата го знаат, а тоа е дека колку е поевтина дрогата на пазарот, толку повеќе ја има. Ако порано да кажеме во тој дефицит на пазарот на дрога таа била скапа, сега е ефтина, што значи дека укажува дека има широка распространетост. Да. Кога зборуваме за младите, ќе ми извинете, уште ова сакам да го дополнам, апропо дојавите за бомби. Јас многу одамна промовирав една мерка која што е мерка позната во Соединетите Американски држави како училишен полицаец, кој што би бил во функција на одржување на безбедноста на учениците, наставниот кадар и образовниот процес и секако инфраструктурата во рамки на училиштето, меѓутоа ќе ги превенира сите рани форми на асоцијално однесување на учениците во училиштата при спроведување на една рутинска контрола и преглед при влез во училиште, за да немаме внес на ладно оружје, да нема влез на алкохол, да нема внес на дроги, да нема булинг, врсничко насилство, затоа што навистина ние не ни треба дојавите за бомби да се осврнеме и да се загрижиме за безбедноста на училиштата и учениците, туку напротив имаме многу сериозни асоцијални поведенија кои што се можеби мотивирани, меѓутоа и доколку не се превенираат би произвеле нешто многу поголемо во иднина. За канцеларијата што ќе отвара тука што ја споменавте, нели во Тирана, односно некај нас, па ме надополнивте, односно ми текна дека во медиумите, нели, објавивме и ние фотографија дека Кривалјева, мислам се викаше убиениот, е фотографиран со Талат Џафери, со Рамуш Харадинај, значи се движеле и, ајде да кажеме под наводници сега, нели, оперирале на Балканот. Не знам дали ќе сакате да ги искоментирате овие фотографии кои што еве убиените се фотографираат со во случајот ете претседател на собрание. Знаете како еве јавни личности, точно е дека фотографија може да направи и непозната личност со нас, но загрижувачки е тоа што мислам дека ако во едно време се обвинуваше ВМРО ДПМН нели за тефтерчиња и за тоа избор, тогаш се зборуваше за суди, сега имаме избор на такви јавни личности на сериозни позиции, би рекла точно од фотоалбуми. Значи, кој има повеќе фотографии со личности од власта, тој станува јавен обвинител затоа што не е прв пат. Да. Не е прв пат. Не е прв пат. Не велам дека не може и да е случајна фотографијата, но има многу сомнителни работи, многу примери кои што наведуваат дека навистина постои вмешаност. Ние не сме тие кои што треба да покренеме случај да докажуваме, но за жал институциите се тие кои што мислам дека заради страф се принудени да молчат, да не реагираат, да кријат документи во фиока и да се остави да преминеме сега и на нешто друго, односно малку само некоја минутка за суството, па после ќе одиме на Бугарија за крај на емисијата.
ВМРО ДПМН отвори сомнеш дека едно од огласените 3 места за јавен обвинител во Гостивар е резервирано за Барле Џафери, односно синот на Тала Џафери. Се сеќаваме сите дека тој заврши сега оваа година на Академијата за суди и јавни обвинители. Во јавноста се крена една тотална фама. Од друга страна, Freedom House има сериозни забелешки за независноста на судството во државата. Граѓаните, недовербата кај граѓаните чинаме најголема во судскиот Да, нели падна систем. и под 4% годинава, ако лани беше 8%. Јас еве како родител ќе се оградам од тоа зошто неговиот син станува јавен обвинител, нели ја завршила Академијата за суди и јавни обвинители. Мене најмногу ми е сомнителен и мислам дека на тој чин најмногу треба да реагираат институциите, а тоа е нели стекнувањето со како беше овој документот правосуден испит пред да се дипломираат. Мислам, тоа е најголемиот преседан. Тоа е невозможно и тоа не е единствениот лик. Нели ние видовме противзаконски имаше луѓе кои што биле ангажирани во извршна власт, а во тоа време противзаконски се стекнале со некои повисоки звања во нивните високообразовни институции. Значи не може човек да постигне ниту да се подсетува и да ги повторува случаите кои што некој очигледно сака да ги заборавиме, но за жал се повторуваат. Ние секојдневно имаме вакви случувања и сега да се работи за синот на председателот на собрание, резервирано место, ништо чудно. Ништо чудно, народот реагира точно дека сечиво дете има право на образование, има право на вработување, но вакви позиции, ве молам, мислам, никој наивен не може да поверува дека е случајно, дека е заслужено, дека тие се најдобрите и така натаму. Професорке, кога политиката конечно ќе ги тргне рацете од судството за да граѓаните имаат барем колку толку доверба? Колку политиката ќе ги тргне рацете од судството? Избравте погрешен човек да ви дава краток одговор на ова прашање. Меѓутоа, има институции во државава кои што треба навистина да се подзанимаваат околу прашањето на законитост. Знаете, ние некако сите многу бргу се откажуваме од следење на одредени случаи кои што во одредена фаза се појавуваат, имаат одреден развој и некако исчезнуваат, па повторно некако се појавуваат. Јас, например, дознав во време на пратеничкиот мандат, дознав дека сум имала некој внук, што сум го вработила некаде, па поминав низ едни лавиринти на антикорупцијски процедури за да докажам дека презимето и ликот воопшто не е во роднинска врска со мене. Така што, ако сакаме и антикорупцијската да ја зајакнеме, тогаш мислам дека и председателката на антикорупцијска комисија треба малку да ги тргне ракавиците од раце и да не се вадиме секогаш на ресурси, на буџет, на несоработка, затоа што тоа може да трае 1-2 години додека сте председател. Меѓутоа, кога ќе имате вие сериозни случаи, кога навистина ќе има одредени сериозни сознанија за коруптивни однесувања поврзани со клиентелизам, со скриен имот, тука не можете вие да кажете ние нашето си го завршивме, еве јавното обвинителство не сака да процесуира, затоа што притисокот е буквално од таа страна. Друго е кога граѓаните ќе го дадат притисокот, па друго е антикорупцијската комисија која што ние сме ја гласале меѓу другото заедно со консензус на собрание кога ќе каже па знаете ние направивме толку можеме. И секогаш се почнува од некаков почеток и треба некој од надвор да ни каже како ние сме длабоко во корупција, како ќе лицитираме со некои имиња, ќе лицитираме со датуми кои ќе бидат објавени некои црни листи, иако воопшто не се занимаваме со реалните проблеми внатре кои што навистина допираат прашањето на фамилиаризација на одредени професии што не е од вчера.
туку е децении назад. Знаете, се поставува денеска прашањето дали лекар може да биде некое дете кое што не е од лекарска фамилија. Генотипот влегува професиите. Не, на вистина јас не велам дека не може и не треба. Напротив, сметам дека секое дете има некаква предиспозиција од професијата на неговите родители да биде подобро запознаено со професијата, да ги знае предностите, убавините, и тоа не е воопшто лошо. Но знаете, има и една многу сериозна етичка компонента на која што ние сите некако подзабораваме, а тоа дека кога сме на одредена позиција, секогаш треба да го гледаме етичкиот момент, дали е можеби тој најповолниот момент некое наше блиско лице да биде во таква една, би кажала, фела, која што има буквално сериозна екзекутивна моќ. Не е овдека прашање овдека се сериозните овластувања за кривично гонење, кое што е исклучиво во надлежност на јавните обвинителства. Јас, например, сите се фатија за синот на председателот на собранието, а јас, например, некако многу ми влезе во очи една керка на една сега веќе пензионирана јавна обвинителка со која што 8 години соработував на еден голем корупцијски скандал со злоупотреба на мојот факултет при незаконска набавка на едни лаборатории за потребите на МВР. Така што, замислете, 7,5 годишна предистрага завршува за јавни набавки, за сериозни фалсификати, злоупотреба на службена положба и овластување, завршува во еден многу интересен период со едно кратко известување во кое што се вели дека до подносителот на кривичната пријава од 13-та година до мене, дека делата не се гонат по службена должност. Па замислете еден правник да не знае кое дело се гони по службена должност, кое не, а тоа го утврдува кривичниот законник, и да го затвори така интересно и експресно тој случај кој што изобилува со сериозни докази, јас ја гледам дека ќе биде керката исто е постапките обвинител, верувам, и ако научи вешто да ги развлекува како ластик систем пред истражните постапки, јас не очекувам нешто. Одиме малку при крај сме на емисијата со она што допрва. Следува Ковачевски вчера ве покани, односно ја покани ВМРО ДПМН во работната група за уставните измени. Во неја ќе има правни експерти и представници од политичките партии. Прво, дали ќе присуствувате? И второ, дали имате информации кој се ќе присуствува во таа комисија? Кој ќе биде дел од таа комисија? Не, апсолутно немаме намера да присуствуваме, затоа што ставовите на Ковачевски многу доцната. Ваква покана ВМРО ДПМН очекуваше и јавно ја обзнани. Минатата година, мислам април месец беше кога не убедуваа дека не прават никакви преговори со нашиот источен сосед, за да после неколку месеци дојде во собрание она што го потпиша. И навистина не знам Ковачевски на кого се обраќа и кој очекува да му дојде, дали ружните пратенички, дали убавите пратенички, дали оние на кои ќе им кршеше раце и нозе, дали, значи, тотално дволични луѓе без тронка морал. Зарем сега им текна? Да, ова го затоа што имаше една награда кон пратеничка од вашата партија. Од една страна ве обвинуваат, ве понижуваат, ве навредуваат и сега не покануваат заеднички да седнеме. Не доцна е за заеднички да седнеме. Тие одлуки, ветувања, кои што ги донесоа не само без учество на ВМРО ДПМН, туку ги донесоа без консултација со народот, во најмала рака. Она што тие го ветиле за да се започне со пристапните преговори за влез во Европската Унија, тие во најмала рака за тоа треба или да организираат референдум или предвремени парламентарни избори. А сега, после година дена, кога тие ветиле дека најдоцна до ноември оваа година ќе го променат уставот, доцна е да се сетат на ВМРО ДПМН и на пратениците, без кои што апсолутно нема никаква возможна варијанта, било каква, да се случат уставни измени. Ременски, дали се согласувате со тезата на владата дека внесувањето на бугарите во уставот, која што
нели се најавува и се турка некако дали ќе помине, ќе видиме. Дали ќе направи јасна дистинкција меѓу македонците и меѓу македонскиот и бугарскиот народ? Зошто ова го прашувам? Затоа што денеска токму ја работевме оваа тема во вестите на Алфа и некако експертите не се баш убедени дека ова што го кажува владата ќе биде така. Многу имам да кажам за темата. Докторирав на прашањето на македонското национално малцинство во соседните земји и добив Гоце Делчев награда за таа монографија. Преку Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства на Советот на Европа и почнав да ги дебатирам ставовите околу бугарските тези и околу нашата поставеност. И заклучив дека ние како општество и како академска заедница многу малку сме седнале на маса да зборуваме за теми кои што се од суштинско значење и за науката, меѓутоа и за она што треба да им го пренесеме на граѓаните. Без при тоа да полемизираме со полувистини или со дезинформации. Кога велам, јас многу одамна го кажав мојот став и стојам на тоа, дека за нас внесувањето на бугарите во преамбулата не ни е толку голем проблем, колку што ни е поголем проблем темелната вредност на уставниот поредок, која што ја вметнавме со амандманите на Уставот постконфликтно заради афирмативна акција и постконфликтна рехабилитација и вклучување на националните малцинства во органите на државната управа. Тоа е пропорционална застапеност на заедниците кои што не се мнозинство во органите на државната управа. Ако тој дел од Уставот се исклучи во било каква измена на законот, на Уставот, ние како држава нема да имаме проблем. Зошто? Затоа што нема да постои етничкиот клуч преку кој што ќе може да се употребува и злоупотребува етничкиот идентитет за некаква придобивка, за некаква позиционираност пред институциите, за некаква конкурентност, за некаква квалификација, како што гледаме изминативе години наназад, дека многу етнички изворни македонци, албанци, турци, роми се пишувале етнички поинаку за да добијат некаква поволност. Меѓутоа, како социолог и како научник кој што долги години истражувал на ова прашање, јас си го поставувам под знак прашање и принципот на немешање во внатрешните работи на една земја, што е начело во повелбата на Обединетите нации и верувам и не верувам, него тоа е вграден и во Северноатланскиот договор и во сите документи на Европската Унија. Што значи грижата за мешањето или немешањето во внатрешните работи? Поставив две прашања. Ние во Република Македонија имаме две категории на бугари. По дефиниција, тоа се македонските државјани кои што етнички се декларираат како бугари, но немаат бугарско државјанство. Тоа е првата категорија. Втората категорија на бугари е македонски државјани, но и бугарски државјани кои што се декларираат или како бугари во странство, или како македонци во Македонија. Што значи тоа? Точно. Што значи тоа? Тоа значи дека Бугарија ќе има легитимно право да се грижи за нејзините државјани во Република Македонија. А грижата за македонските државјани со бугарско самочувство е грижа на нашата држава. Што значи дека ние ќе немаме толку јасна дистинкција до каде е мешањето дозволено, а од каде почнува недозволеното. Мораме да привршуваме, затоа ќе ви поставам уште едно прашање и тука ќе биде крајот, иако имав уште многу. Да, кога има една женска дебата, тоа обично така се случува, па за да се видиме нели повторно. Прашањето ми е што не очекува од пролет, каква пролет ја очекува Македонија, какво лето, каква есен, можни ли се предвремени парламентарни избори, еве Мицкоски вчера го побара истото, дали ќе имаме уставни измени, како ќе се оди по патот кон Европската Унија во однос на Бугарија?
И јас, еве, ако... Да. Само на кратко на кратко, не би прогнозирала ништо, бидејќи кај нас прогнозите некако тешко се остваруваат. Меѓутоа, сакам една порака до политичките партии, како поранешен политичар. Сметам и верувам тоа и Дафина ќе го потврди, бидејќи сме го живееле како чувство и како бреме и во парламентот додека сме работеле заедно, но верувам дека ќе го почувствува Дафина многу повеќе кога нема да биде пратеник во времето кога јас делувам сега во овие мои академски кругови, дека нас навистина ни е потребно национално помирување. Она што сметам дека на што треба да поработат сите политички партии, особено македонскиот корпус, е дека треба сериозно да ги дефинира сврзните ткива. Сврзните ткива. Не прашањата кои што не делат, туку прашањата кои што не зближуваат, затоа што сите ние имаме и граѓанска и државничка должност да рефлектираме став, поведение кои што нема да ги дели граѓаните по основи кои што се веќе поделени по многу основи, и треба да се прават обиди прашањата кои што нас не делат како македонци, да седнеме и да ги разговараме на маса, независно дали и во каков контекст. Може би контекстот не е добро да биде веднаш уставни измени, но дајте да седнете, да се договарате за работи кои што навистина ќе остават впечаток дека македонците се обединети околу прашања за Македонија и за македонците. Ова не во ниту еден случај не значи игнорирање на сите останати различни по вера и по нација во нашата земја, туку ако нашиот национален идентитет е загрозен и атакуван, ние навистина не треба меѓусебно да се атакуваме за да оставиме нели третата страна да го користи моментот на скараност, туку напротив треба да се седне и да се разговара, да се надминат суетите. Во политиката има многу суети. Колку е повисока, би кажала, неукоста, толку е поголема суетата. И би било крајно време да се спушти една блага, помирувачка реторика, која што промакедонска, помеѓу граѓаните, која што нема да ги дели фамилиите во рамки на самите фамилии и семејства, меѓу брат и брат, сестра и сестра, туку навистина ќе трасира еден извесен пат во кој што можеме да очекуваме нешто што не би било на разочарување, а за тоа медиумите исто така имат големо влијание. Професор, ќе ви благодарам за вечерашното гостување. Завршни зборови, одговор на прашањата. Јас да бидам кратка за крај. Се согласувам дека е потребно етничко македонско национално обединување. Знаете зошто? Затоа што последното искуство, Фросина не беше тогаш тој пат во парламентот, многу беше болно кога сите останати, освен етничките македонци, некако безгрижно велеа дека мора да се влезе во Европска Унија, да, но цената е нашиот македонски идентитет. И тука за мене беше многу болно, бидејќи да се работеше за некое етничко, албанско, турско прашање, не знам дали така ноншалантно ќе решеа да гласаат нели за францускиот протокол, и болно е исто така, и тоа е поразително за нас како македонски политичари, како македонски државници, тоа што нашиот албански политички блок во друга држава е свикуван за консултации, за креирање на стратегии иднина, а ние вакви раскарани, разединети, ние самите тука не можеме да се договориме, а не пак да ги обединиме македонците надвор од македонската држава. Мислам дека понудата за национално обединување е испратена од наша страна, односно од председателот Мицкоски, но се сомневам дека оваа гарнитура на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, тука не мислам на Фросина, без разлика на незините ставови на тоа што некогаш била една од, би рекла, моторот на незината партија, со оваа гарнитура, доколку нешто не измени во незиниот начин на функционирање, на креирање или не креирање на политики, мислам дека тешко би стигнале до ова. Се согласувам дека е можеби единствено и како последна шанса решение за наш спас. Ви благодарам и на вас, пратеничке, за вечерашното гостување во За или Против. Почнавме со корупцијата, со жените, само ќе завршам со
една информација дека последните истражувања покажуваат дека таму каде што жените се застапени во носењето одлуки, корупцијата е пониска. Дефинитивно. Ова чисто за крај вака на емисијата. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Почитувани, останете и натаму со програмата на телевизија Алфа. Од мене пријатно.